Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Расте бројот на жртви од менингитис во САД. Во Конгресот распит за нападот во Либија во кој загина американскиот амбасадор. А на еден месец пред председателските избори трката практично изедначена. Следат вестите. 11 лица починаа во САД откако изби ретката габична форма на менингит како резултат на заразени инекции на стероид, соопштија американските центри за контрола и превенција на болести. До сега се регистрирани 119 случаи. Властите велат дека 13.000 лица од 23 сојузни држави можно е да ја примиле заразената инекција, но сепак истакнуваат дека не знаат уште колку може да заболат. Конгресот одржува распит за минатомесечниот напад врз конзулатот на САД во Бенгази, Либија, во кој беше убиен американскиот амбасадор и тројца други членови на персоналот. Представници на Стейт Департментот, кои побараат да останат анонимни, наведуваат дека немало ништо невообичаено околу конзулатот пред нападот и дека не сметаат дека бил поттигнат од лицата кои протестирале против антиисламското видео. На само еден месец пред председателските избори, анкетите покажуваат дека трката меѓу председателот Барак Обама и републиканецот Мит Ромни е практично изедначена. Според онаа на центарот Пју, Ромни води со 4%, додека во онаа на Галуп Обама со 3%. Нобеловата награда за хемија ја добија двајца американци, Роберт Левковиц и Брајан Кобилка. Кралската академија на науки во Стокхолм ги награди за истражувањето на Г-протеинските спарени рецептори, делот на клетката што влијае на абсорбирањето на лековите од страна на телото. Младите беа клучни за победата на председателот Барак Обама на изборите во 2008 против Џон Маккейн. 4 години подоцна, ентузијазмот на младите за трката меѓу Обама и републиканецот Мит Ромни навидум не е толку голем како пред 4 години. Но двете кампањи се обидуваат да ги придобијат гласовите на оние меѓу 18 и 29 години. Еве како им оди. На Универзитетот Мериленд во близина на Вашингтон млади демократи телефонски разговараат со потенцијални гласачи во околните клучни сојузни држави, кои немаат востановена поддршка за републикански или демократски кандидати. Мериленд главно гласа демократски кога се избира председател. Анкетите покажуваат дека младите гласачи годинава се попасивни споредено со 2008. Но во Мериленд председателот на групата Демократи на коледж, Тайлер Гроти, вели дека ентузијазмот за Обама е забележлив. Луѓето се многу страстни за онаа во кое веруваат, особено кога се работи за различни пристапи на водење на државата. Неколку стотици студенти на Универзитетот Мериленд со интерес ја следеа председателската дебата меѓу председателот Обама и републиканскиот кандидат Мит Ромни. Групата републиканци на коледжот Керолайн Карлсон вели дека економската ситуација ја намалила привлечноста на председателот. Во 2008 се беше во знакот на надеж и промена. Сега сваќаат дека по дипломирањето ги чека невработеност. Мислам дека невработеноста кај лица меѓу 20 и 24 години е околу 14%, многу висока. И републиканскиот подпредседателски кандидат Пол Рајан апелираше до младите гласачи за време на неговото неодамнешно обраќање во Флорида. Обама исто така посети многу коледжи, потенцирајќи дека ќе овозможи кредитните заеми да бидат пристапни. Ова е за време на неговото обраќање во Охајо. Доколку сте со мене и доколку соработувате со мене, повторно ќе го добиеме Охајо, ќе го завршиме она што сме го почнали. Експертите велат дека младите сепак се наклонети кон демократите, иако се чини дека не ја следат председателската трка во 2012-та, како она пред 4 години. Светската здравствена организација проценува дека 25% од лековите што се продаваат во сиромашните држави не се вистински. Мониторингот на Светската банка и други инстанци сугерира дека трговијата со лажни и субстандардни лекови е бизнис од над 30 милиарди долари годишно. Стручњаците бараат поригорозна регулатива и подобра меѓународна соработка против ова зло. Околу 40% од лековите достапни во многу субсахарски и јужноамерикански држави или се лажни или субстандардни, според истражување на Светската банка и меѓународни групи за јавно здравје.
Стручњаците велат дека широко распространетото циркулирање на лекови со лош квалитет често води кон неуспешни третмани, па дури чини и животи. Стручњаците за оваа проблематика неодамна се сретнаа во Вашингтон да најдат решение за проблемот. Луис Шели е криминолог и директор на Центарот за тероризам, транснационален криминал и корупција на Универзитетот Джордж Мейсон во Вирџинија. Повеќе се фокусираме на трговија со наркотици отколку на фалсификати кои може да направат повеќе штета кај многу повеќе луѓе отколку што може да направи конзумирањето на нелегална дрога. Шели вели дека софистицирани транснационални криминални организации се зад производството и дистрибуцијата на лекови кои не се во согласност со стандардите. Таа вели дека координиран меѓународен напор може да се справи со организиран криминал од овој размер. Доктор Патрик Лукулеј од United States Pharmacopeia, организација што поставува стандарди за лекови, вели дека е потребна меѓународна иницијатива за обезбедување на чистота на лекови, зашто состојките доаѓаат од разни делови на светот. Во Соединетите Американски држави, 80% од активните состојки доаѓаат или од Индија или од Кина, така што американските компании се ранливи. Майкл Батис од Светската здравствена организација вели дека не се само пациентите игнорантни за фалсификуваните лекови, зашто и многу професионалци не се свесни за нив. Ова е сложена меѓународна трговија. Ни требаат повеќе информации за обемот и нивото, за штетата од нив и влијанието на економијата, за да ги убедиме законодавците дека треба да се одвојат средства за борба против неа. Што ќе рече пари за подобар мониторинг и регулатива, подобрување на способноста на спроведувачите на законот и споделување на технологијата. А утре во Newsflash се ближи ноќта на вештерките. За некои атракција и забава, за други можност за заработувачка. Не пропуштајте утрешната емисија. Како ноќта на вештерките се претвори во индустрија вредна 6,5 милиарди долари. Гледайте утре во Newsflash. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а доколку не сте, станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.